Добро вечер, љубители на ликот и делото на Радмила Крстевска, ракометна легенда на Куманово, во чија чест се собравме вечерва да се потсетиме на незината блескава играчка кариера. Ова ми се случува втор пат да пишувам и да читам, меѓутоа оваа жена заслужува. Родена во Куманово, кај сегашната Стара црква, во скромно семејство, но со максимална љубов од своите родители, во најмалите години и помага, а подосна и во животот. Од мали нозе се најавуваше дека Рада има потенцијал еден ден да стане голема ракометарка, што подосна и се случи. Незината карактеристична физичка конституција во училиштето најпрви ја забележал професорот, легендарниот Оцко, а комплетно ја надоградил и формирал во одличен кружен напаѓач тренерот Славко Симоновиќ Учо. Рада на тренинзите беше тивка и кротка, самоуверена и со голема љубов кон ракометот, која подосна ќе стане нешто повеќе од игра за неја лично. На својата позиција немаше конкуренција во Македонија и заедно со своите другарки, кои се вечерва присутни тука на трибините, и ве молам да ги поздравиме со голем аплауз оваа најдобра генерација. Наташа Длага, Јасмина Голубовиќ почината, Оцка, Благица, Веса, Верка, Наташа Голман. На Куманово му донесоа 6 титули шампиони на Македонија и неколку пекари од купот. Благодарам. Рада на теренот на напреварите беше неустрашлива, борбена, мотивирана со големо срце и без респект кон никого. Даваше убави голови на повеќе начини, а најмногу со шрауба на кој публиката не можеше а да не аплаудира. После напреварите, кои се играа на отворено на бетон, по дожд и студено време, често пати со модринки на рацете и коленото, секогаш нашата Рада велеше: одиме понатаму во нови победи. Се гордеевме тука во Соколана на низините настапи кои останаа незаборавни иако поминаа многу години. Иако не е повеќе меѓу нас, оваа жена многу не задолжи и преземаме обврска секоја година да се подсетуваме на неа како светол патокас кој Куманово има намера да гради на спортски план. Незвиниот пример е вистинскиот кој кажува дека само со работа и упорност може да се стаса до посакуваната цел. Сите мемориални турнири што започнавме да ги организираме во чест на нашите познати спортисти, подршка добивме од градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски, кој максимално ги поддржува настаните, од председателката на Советот на општина Куманово Ивана Ѓорѓиевска, која е тука присутна, активните ракометни ветеранки кои се одзваа на поканата вечерва да ја земаат топката во рацете, и други чинители кои знаат дека ова што го правиме е светло за зачувување на историјата на кумановскиот спорт. Во наредниот период, мемориалните турнири ќе ги прошириме и во другите спортски дисциплини, каде Куманово исфрли многу спортисти кои дадоа белег на успесите на нашиот град. Животниот пат на Рада некако студено ја донесе тука во Соколанска мала, каде се омажи со сопругот Симе, со кого ги добија Игор и Милена, кои со родителската љубов израснаа во честни и одговорни луѓе. На Рада се гордеат незините внуци, кои денеска во чест на својата баба дојдоа вечера во Соколана да дознаат нешто повеќе за својата најсакана. Тука на трибините си останатите членови на поширокото семејство, клубските другарки од ДТВ Партизан, со кои поминала златни денови во победите и поразите, граѓаните на Куманово, кои меѓусебно сега шепотат и разговарат и се подсетуваат на ова прекрасна жена. Куманово ќе живее и понатаму со своите спортски легенди, бидејќи тие ни го отворија патот кон светла иднина на нашето спортско Куманово. Радмила Крстевска, жена со лавовско срце, сите вечерма сме горди на тебе. Благодарам.
Почитувани мои ветеранки, како сме почнали со овие турнири, Бога ми ќе ве ставиме во форма. Браво за вас! Почитувана златна генерација на моја тетка Рада, добро вечер. Се почесто се гледаме и мило ми е. Почитувано семејство на моја тетка Рада, мило ми е што сте тука и што сте горди на својата баба, мајка, парабаба се уште не, ама навистина гледам дека сте тука на куп и дека се правите да го увеличите овој настан. Ми рекоа дека, што да кажам, колку купови освоила ова златна генерација, колку пренела на нови генерации, како отпочнало се од тука, од оваа златна генерација да се прави една друга генерација, па и една следна генерација, па и ден денеска женскиот ракомет живее во Куманово. Меѓутоа, јас ќе кажам дека оваа златна генерација ја има таа златна баба Рада, тетка Рада моја, што ми беше комшика и навистина ми беше чест да ја познавам, затоа што беше пред се златна жена, пријатна жена, која ги имаше своите Игор и Милена, со кои се дружевме и кои ден денеска ми се драги пријатели. Семејство, видете, горди на својата мајка, на својата баба, внуците нека бидат, нека ги следат незините чекори, дознаете многу повеќе затоа што имаме ние историски ликови во Куманово, имаме спортски таленти, имаме со што да се гордееме и мислам дека уште може да даде ова Куманово на спортски терен. Мако, благодарам што правиш вакви турнири. Благодарам што некои работи што не сме ни ги знаеле, ни ги изнесуваш и ни кажуваш што се имало Куманово и што се може да даде Куманово. Да уживаме на вечерашниот турнир, нема да биде последен, ќе биде еден од многу првите. Ви благодарам. Успеав, со задоволство го напишав и морам да го прочитам, затоа што малку сум изморена, доаѓам од Скопје, повеќе автобуси, повеќе време и така натака. Чест ми е и задоволство, чувствувам потреба со малку зборови да ја кажам и тагата и убавината за мојата пријателка, другарка и соиграч Рада Крстевска, во чие име се одржува овој меморијален турнир, организиран под покровителство на градоначалникот на Куманово господин Максим Димитриевски, на кој сме му бескрајно благодарни. Сведоци сме на вредностите на Рада Крстевска, потврдени од живите посетители на надпреварите од тоа време, тие што се живи може да потврдат, и вредностите потврдени од спортските критичари. Јас како најмала во тој состав ја доживував како посериозна и повлијателна. Рада беше одличен пикер. Кога барам и размислувам со кој пикер да ја споредам по квалитет, конструкција, наназад и сега не можам да најдам и посочам равен на нејзе. Беше прогласена за трета најдобра ракометарка во Македонија. Ми е жал што употребувам минато свршено време за неа, за Олгица Богатиновска, за Јасмина Голубовиќ, но се надевам дека негде од горе го гледаат збиднувањето што се случува во нивна чест, а сега во чест на Рада Крстевска. Беше сериозна, имаше разбирање во незините очи, ги делеше и чувствуваше и учествуваше во сите доживувања подеднакво со нас. Ефикасна, борбена, секогаш беше тука во славната генерација, најдобрата и најквалитетната ракометна екипа во Македонија. Екипа со најдобра техника и со многу атрактивни голови за радост и воодушевување на илјадници гледачи дојдени да навиваа бучно и не бодреа. Значењето на придонесите на Рада во ракометот во Куманово и Македонија се од огромно значење и за минатото, и за сегашноста, и за иднината на младите генерации кои треба да се насочат кон спортските активности, а не на прекумерното седење пред компјутерите и со телефоните во раце. Придонесот е ако вакви организирани настани
и им се пренесат и им се раскаже дека чест и големо задоволство е ако играш, спортуваш за своето училиште, за својот град и својата држава. Ако настапуваш на стотици турнири и надвор од државата во многу странски земји и кога ќе запознаеш други култури и други луѓе. Големо е задоволството, затоа Рада Крстевска и ние со неа научивме што е победа, што е пораз и како тоа се носи успешно со висок степен на толеранција и разум. Затоа голема заслуга имат наставниците од 8-годишните училишта, како што беше професор Оцко, тој мене ме пронајде и ме упати да играм ракомет, и нашиот тренер, втор родител Славко Симоновиќ. Рада ја чувствувам блиска. И сега низ мене поминуваат слики од незината игра. Ја гледам на 6 метри, енергична, брза и ефикасна. Ја гледам изморена, ја гледам жедна, гладна, плачлива и насмејана. Свежи слики, иако поминал, верувајте, пола век. Припадноста, значи, е се уште присатна. Нека почива во мир, нека свети звездата незина и има зошто да свети. Слава ѝ. А вам, градоначалнику, тебе, Маријан Стошевски, и големо благодарност исто така и на Советот на градот Куманово. Од потесното семејство во име на Радмила Крстевска ќе се обрати некогашниот успешен ракометар и познатиот спортист од градот Куманово, се уште во добра кондиција, Милош Мишо Здравковски. Повеле, Мишо. Дојдовме да дадеме една почаст на мојата сестра Радмила Крстевска, една од најдобрите и најефикасните раковетарки на РК Куманово. Ние сме блиска генерација, јас сум постар 1 година од неја, заедно игравме во истиот тим во ДТВ Партизан Куманово на ова игралиште, на овој терен. Тие постигнаа повеќе успеси од нашата машка екипа отколку ние. Во тоа време беа една генерација која беше страв и трепет низ цела Македонија, па и малку надвори од Македонија. Во еден период игравме квалификации за влез во прва савезна лига. Прв надпревар го игравме со Раднички Белград во Сомбор, го изгубивме, а вториот ни беше во Куманово. Исто и на тој надпревар беше многу посетен, каде што нашите ракоментарки на чело со Рада и генерацијата околу неа, Верка, Сургунка, Наташа, други, да не ги споменувам, дадоа максимум, но сепак не влеговме во прва лига и останавме пак во Македонска лига, каде беа непрекословни владетели на теренот. Рада е една силна жена, една добра мајка, една многу подана кон спортот, го сакаше спортот и стално кога правевме боеве, се си викаме, Буразер, сестро, спомниш ли ги добрите времиња во ДТВ Партизан? Како да не? Да не должам, да ја дадам почест, а и вие заедно сите да дадеме почест, нека ужива во мир и нека виде вечна и покода. Благодарам, Мишо. Ветеранките се подготвени да играат. Јас би го замолил тренерот на Рада Крстевска, кој сега е жив, ако е тука, Стојмир Саневски, доколку е тука, да ја уфрли топката и да го отпуштиме на преород. Инаку Усане и беше учител на Рада 1 година, основоположникот на ракометот во Куманово. Ви молам да го продадеме со еден голем аплауз Стојмир Саневски.
И он забрави, брат. Тренирай си пливanje с... Оди на крило. Човек от Скопие играч кој е направил кариера у Куманово. Како Кошмара, Куманово што е направил у Работнички. Дејан Цветко си да. Степа после стару бабу заколя из Миля в леса. Да.
Svi se sednu ruku. Desnu granu. Leva ruka, desna. Leva ruka, desna džep. Ovo kad se zna, velosipedist poznat, poznat velosipedist. Još 100 puta događa, ako pogodite go. Filipe, daj vi na naš, samo na beli. Od 6. За крајот една мала церемонија. Најпрво би сакал навистина од едно големо срце да се заблагодарам на неуморните активни ветеранки на Куманово. Честитки што се одвате на оваа убава работа. Благодарам. Токму од нив ќе тргнеме плакета за активни ракометни ветеранки, заслужено да ја добијат за несебичниот ангажман за учество на турнирот. Повелете Елена да ја земе плакетава. Одеме понатаму. Рековме во најавата, сите овие работи што ги правиме, без подршка на градоначалникот и советот на општина, тешко ќе може да се реализираат. Ја молам Ивана Ѓоргиевска да дојде да прими плакета. Сето ова што го правиме, големи заслуги има и Телевизија Плюс Куманово, која ќе ја снимува репортажа и ќе ја емитува во целост на нашата локална и најдобра телевизија, Телевизија Плюс. Ајде нешто повели да земеш плакета. Семејството на Радмила Крстевска, сега Даштевска, и ќе го замолам незиниот син Игор Даштевски да ја прими оваа плакета и да ја чува како очи во глава. И до година се гледаме повторно на исти овој терен во чест на нашата единствена Радмила Рада Крстевска. Благодарам.